Утринава зборуваме за спортот и за спортските навики. Имам чест и задоволство да разговарам со Владко Блажевски, собственик и главен уредник на енигматското списание Бла-Бла, но денеска нема да разговараме за списанието, туку ќе разговараме за неговата љубов и посветеност кон спортот. Она што сакам да го нагласаме е дека Владко има 57 години, а последниве 5-5,5 години е многу посветен на спортот и поточно на планинското трчање, маратоните, што секако беше повод и инспирација да го испиеме денеска заедно утринското кафе. Владко, добро утро. Добро утро за гледачите на Алфа телевизија. Точно е дека јас започнав активно да се занимавам со спорт на подоцнежните години и сметам дека тоа треба да биде секој човек да го има на ум да прифати таа навика, бидејќи тоа делува многу позитивно на организмот. Кога всушност одлучивте поактивно да му се посветите на спортот? Покрај сите тие уврски што ги имате нормално, како и секој, поврзани со професијата, со домот, со семејството? Па јас работам од дома и бидејќи на компјутер сум цело време и веднаш почнуваат да доаѓаат самите проблеми ако не се движиш. И јас одев на играв баскет, шетав по планините, меѓутоа решив да се занимавам активно со трчањето веќе 5,5 години. Значи, дури кога зачекоривте во 6-та деценија, тогаш се посветивте на спортот на начин како што претходно не наоѓавте време. Па да, не дека не наоѓав време, јас сум диабетичар и сум, да речеме, на 3 дози инсулин дневно, меѓутоа самиот на размислив и си помислив дека најдобро ќе биде енергијата да насочам да ми се подобри здравјето со трчањето. Колку трчањето придонесе на вистина да ви се подобри здравјето, бидејќи состојбата со диабетот често пати знае да ги одврати луѓето од спортување и да ги исплаши? Па, тоа е индивидуална работа. Конкретно, јас за мене знам, на почетокот беа покуси, да речеме, трки, 5 километри, после стасав до 10 километри и после одлучив за една година, викам, зошто да не пробам и на 21 километар. Моето тело самиот знам дека ми кажува дека да не пробувам конкретно цел маратон да истрчам, бидејќи шеќерот многу варира, се троши многу енергија и да не се направам компликации на себе и затоа се стационирав на полумаратон, меѓутоа по 10 до 12 полумаратони годишно, мислам дека е солидна бројка. Кои се најзначајните или кои ви се вам најдрагите маратони на кои што се учествували, полумаратони? Па јас би ги одвоил, би кажал дека сега има, скоро во секој град има трки, сум учесник скоро на сите, јас не се надпреварувам, го напоменувам на сите, јас сум само учесник, а најдраги ми се секако Скопскиот полумаратон, има во Битола убаво, Битола, Кавадарци, Охрид трчат и тој ми е исто многу мил. Тоа е за брзо време ќе биде и оваа година и сакам повторно да го поминам на истата патека. Уште една ваша голема страст покрај трчањето нарамно е и планинското трчање. Една друга димензија има кога човек трча во природа, но и бара, би рекла, уште повеќе напор и енергија, дека е потешко планинското трчање. Планинското трчање има своји тешкоти. Например, јас по себе знам, например, колку напор треба по угорниците и затоа одлучувам да не се надпреварувам. Меѓутоа, досега сум ги истрчал сите. Оваа година бев и на Крали Марко трейл, без никаков проблем ја завршив трката. Инаку,
И тие планински трки се драги, затоа што лани учествував на водно-матка трейлоше, 27 километри беше, што е многу долга, меѓутоа ја завршив успешно. Што би издвоиле како најголем ваш спортски успех од сите тие доживувања низ изминативе 5,5 години? Па, мислам дека за мене најбитна беше трката во Берлин минатата година. Бевме заедно со ултрамаратонецот Борче Милосковски и 5 дена бевме таму и го прошетавме Берлин, го видовме сите тие знаменитости и искрено кажано постигнав многу слабо време, ама многу време потрошивме во трчањето. И тоа ми беше најубаво доживување. Тоа е потврда дека за вас на вистина е најважно да се учествува, а не да се победи, и тоа е убавината. Значи, учествувате со душа, со срце и од голема љубов и ентузијазм. Па јас резултатите се уште кое време истрчано не сум отворил да видам. Имам задолжен човек за таа работа. Мојот другар Јане ќе ми ги прати колку, како сум истрчал, а за мене најбитно е после трката да има рок концерт. Тоа ми е побитно, а времето не ме интересира воопшто. Би сакала да упатиме една порака до сите што не гледаат, а што веќе зачекориле во 6-та, па и во 7-та деценија, затоа што знам дека се дружите и со луѓе што се уште повозрасни од вас, а го сакаат спортот и редовно спортуваат, но и не само тие, туку и луѓето што спаѓаат во групата диабетичари, да ги мотивираме и да им покажете и вие со вашиот пример, но секако и со збор зошто треба да го вметнат спортувањето или било кој вид на рекреација во нивното секојдневие? Па јас мислам дека секој човек, и вклучувајќи ги диабетичарите, значи високиот шекер, значи треба да се потроши тој, значи треба да бидат активни. И нормално треба да знаат, например, до каде може да го направат тоа и за да се симне шекерот во нормала. Тоа е најлесниот начин. Нема да помогне никое апче, а најмалку ќе помогнат некакви суплименти или лекарства од некои си надри лекари. Затоа воопшто да не размислуваат. Конкретно дека некој го пронашол лекот за диабетичарите. Тоа е. Спортувањето не само што придонесува за подобро здравје, за благосостојба и подобар квалитет на живот, туку секогаш придонесува и за подобро расположение на луѓето. Па да, јас секогаш после трката кажав дека ми е битно музиката и да си уживам во тоа. А доброто расположение доаѓа кога ќе дојдете на целта, на било која од трките, нека биде и 5 километри, која веќе успеав, го направив тоа, самото расположение, тоа нема да може да го купат за ниедни пари. Тоа чувство. Затоа треба да го практикуваат спортувањето, рекреативниот спорт и да го доживеат тоа чувство. Владко, ви благодарам за одвоеното време и што вашата убава спортска приказна денес ја споделивте со сите гледачи на Добро утро секој утро, во надеж дека навистина вашиот пример ќе инспирира и многу други да одвојат што повеќе време од својот живот и од своето секојдневие за да бидат спортски активни. Благодарам на гледачите на Алфа телевизија, следете го мојот пример.